Neli Boris Trajkovski zaginął, mu se srušio avion v blizina na Mostar. Možete možda 50 metara još dole ići s ovim, onda ovaj pješačka zona. И добро утро на сите. Го напуштаме сега градов Шибеник и денес се патуваме прво кон Макарска, каде што сакам да го возам највисокиот пат во Хрватска, а потоа се упатуваме од Макарска кон границата со Босна и Херцеговина, од каде што влегуваме во Црна Гора, каде што и ќе преноќам. А јас имам потреба сега да турам бензин, пошто ми светно, а и време и кога си рачунам јас. Ајдов една бензинска на 2 км од тука. Башка вода е бензинската и ова е башка вода под нас град 4. Ова бензинската е низ прилично тесни уличиња. Има само бензинска. Бензинска се оде не најдов, сега на друго има попат на 6 км, за која ще не знам оти брега не ми излезе, да знае дека има, директно на неа ќе поидев. Огромни гужви, не знам што се случува, долга е ба и колоната. Испадна дека патот го прати со семафор е регулиран и затоа колона беше направен. И конечно стигнав на бензинската, за жал цела колона што ја поминав ќе ме замени пак. Ама тоа е тоа. Што се деси? Колку сум јас глуп? €14, 27 литри. Односно обратно, €27, 14 литри. И моментално го возиме Биоково Роад се вика, одиме ова и воедно и највисокиот пат на Хрватска. Коли имаше многу чекаја, се плаќа €8 батарина да речам. Не знам зашто колите чека, изгледа само одреден број пуштат. Овде многу, премногу мириса на свеж воздух. Сега сеќа дека е планина, шума, национален парк. На бор мириса во Роч.
Сега иначе кон едно место од стакло, фактички Skywalk е местото, по стакло пешачите и гледате под вас високо многу. Како е само се карпесто, се на бело е така. Зелено со карпеста бела боја, сива, како да рече. Мислам дека таму горе треба да се качиме најгоре. Овде има и еден облак лево. Во висина и повисоко сме од облакот. Баш ова. Ево луѓето едно облако ги ништо и не се гледат. Во облаци буквално. Во вистинска смисла на звукот. Полбања го Skywalk. Здраво! Првите неколку чекори, морам да признам, беа малце страшни и целото искуство беше интересно. После веќе се опуштив после првите неколку чекори и не беше толку страшно. Ау како возило. А сега надолу како што слегуваме, ќе го гледаме Јадранското море. Низ националниот парк, ако воопшто е национален парк, ќе слегуваме пустиот пат по кој се качвавме 15 на километри. Преубаво мириса, преубаво. Преубаво мириса и плюс воздухот е ладен, така температурата не е нешто висока, овде сепак на високо сме. Едноставно вака идеално цел ден да си возите на ваква температура, на ваков мирис и на вакво место. Не знам како да ви опишам колко е преубаво за возење овде. Преубаво. А сега се упатуваме кон босанската граница, после која одмah ќе посетиме едни прекрасни водопади. До границата со Босна имаме уште 5 километри. Ме носи негде GPS-ов, ама не гледаме со да граничен премин. Не знам по каков пат ме носеше, ама немаше пат. На Google Maps кажуваше пат, ама немаше во живо пат. Мислам, границата тука беше вистина, ама немаше пат. Што влегав во тука држава уште помалку граничен премин. Сега одам друг еден граничен премин, има малку подолу.
Ево, и очигледно е дека работи граничниот премин. Ево автопадот што вози покрај границата со Босна. Еве го хрватскиот граничен премин. Во хрватскиот дел си ја заборев сообраќајна, да се враќам да си ја земам. И добре дојдов во Босна и Херцеговина. Ова е моје второ влегување во Босна и Херцеговина, меѓутоа првото беше само градот Неум, односно единствениот приморски град во Босна. И не беше нешто посебно, сега е малце поќе ќе возиме низ Босна. Прво одиме до водопадите, а оттаму ќе одиме за Мостар. Јас тука барам паркинг место. Моторот да го оставам, не се оди до Хрисо возило. Водопадите премногу провоцираја да се искапите во нив. Јас сум сопрема, не можев, ама ако идите наваму, обавезно да ги посетите и обавезно да планирате капење. Имаше полно луѓе што се капеа, туристи од сег имаше, арапи, кинези, германци, се. Значи за капење, попрво би се капел во оние водопадите отколку на море. А сега одиме кон Мостар да јадиме пурек, ако најдиме. Возам низ Босна и искрено нема некоја разлика со Македонија. Вака барем во овој дел јас кажа сум. Веќе сме на 2-3 километри од Мостар и може Мостар да се види веќе од десната страна. Патот овде е лош, но сепак се вози. И сега веќе официјално сум влезен во Мостар. Види го, се ме виде. Шо извини, џаве креваш рак. Искрено не знам овде пурек дали ќе најдам. Само забрзал сум. Забрзал сум 15 на минути. За паркинг? За 15 минути не може да додам до таму и да се вратам? Може. Може? Možete možda 50 metara još dole ići s ovim, onda ovaj pješačka zona. Vaš, hvala. Čekaj, Rastriko. Hier, bleib mal hier, mach mal hier ein Foto. Гуш имаше поготово кај мостот, премногу луѓе имаше. А бурек јадов, од вај најдов, натаму до мостот полни беа рестораните. 6,5 евро го платив, убав беше вистина премногу. Но така да. Но скапо е сепак со Босна, 6,5 евро за бурек. Мислам дека е премногу. Но што е тоа е убав беше, се најадов, а сега очекувам главното јадење, каде што ќе одам да спијам, прават домашна скара, колку што видов на интернет, но не сум скроз сигурен колку фино од негова страна. А сега ние се упатуваме кон Црна Гора.
Местото каде што ќе представуваме веднаш како ќе преминиме границата во близина на Никшич. Одлично, Господ добар. Случајно возејќи ова го видов, нели Борис Трајковски загина, му се сруши авион во близина на Мостар, изгледа имат спомено белече направено. Ајде да одам да видам за што се работи. Врни малку само. Си велам нема да е проблем. Малку го сгрешив патот. Прашав еден човек, назад ми рече табла имам уште една вајда. За жал не успеав да најдам знак друг. Нити местото го барав и на Google Maps, само ништо не најдам. Продолжуваме понатаму. Морав да застанам овде преобој. Само за одмарање. Тука ќе си спијам вечер. Јас Степисанчево му го собрав, да не му го оправам со кал пошто дожд врни. А во глобала многу ми се бендисва вака. Таман има простор. Се искапив јас сега, има не се во бангалово нормално. Надвор се туш кабина и WC, супер се топла вода. Сега додам да каснам нешто и да поодморам малце. И за вечера јадев паста карбонара. Преубава беше, не сте свесни, се изненадав се прејадов. Ми дадо јуднив сок домашен, многу убав беше и тој преубав. И 22 евра со се спиењето и со се вечерата. Сокот од нив беше. А тука негде би сакали да ви се заблагодарам што гледавте ова видео. Предпоследно, утре си одиме дома. Доколку ви се допадна, притиснете лайк и притиснете subscribe доколку веќе немате притиснато. А со цел да ви излезат моите нови видеа кои ќе ја објавам во иднина. А до следното видео останете поздравени и чувајте се.